кои важни проекти кои ги започнавте и ги оставате на вашиот наследник и докаде се процесите за реформи во правосудството и на изборниот систем? Мислам дека во изминатите 16 месеци започнавме многу важни процеси кои што сигурен сум еднакво успешно и подобро ќе ги продолжи наредниот министер професор Топанчевски. Прво и основно, после 20 години државата спроведе попис. Беше донесен законот за попис во надлежност на Министерството за правда и беше успешно спроведен пописот од страна на Државниот завод за статистика. За прв пат се усвоени методологиите за оценување и на судиите и на обвинителите и тие се применуваат во избори разрешување на судиите и обвинителите. Имавме голема активност на судскиот совет врз основа на овие методологии на донесените претходни закони. Имаме повеќе разрешување на судии, 16 кои што покажуваат зголемена активност и големен број на постапки за испитување на дисциплинска одговорност, без разлика дали е само бидејќи не е единствен инструмент разрешувањето. Поднесовме голем број на законски проекти кои што се однесуваат и на измена на кривичниот законник за зајакнување на заштитата на новинарите и имплементација на Истанбулската конвенција. Законот за граѓанска, односно за парнична постапка, исто така е во законска процедура. Имаме добро исполнување на стратегијата за реформи во правосудството, која што треба до крајот на оваа година да заврши, наредната да биде подготвена и да започне да се спроведува. Започнат е процесот на дигитализација на судовите, првата опрема е пристигната, ќе има процес на опремување на сите судници, на преку 130 судници низ цела држава. Сметам дека и законот за медијација дел од тоа, намалување на судските такси, измена на законот за бесплатна правна помош и негово подобрување, една серија мерки за подобрување на пристапот кон правдата од страна на граѓаните. Секако има уште многу работи кои што сме ги направиле, има многу работи кои што сме можеле да ги направиме, меѓутоа во 16 месеци мислам дека навистина е направено многу. Секако дека има нешто што сме пропуштиле, а ќе остане за до крајот на мандатот да го доврши наредниот министер во состав на целата влада.